Почитувани, Драги Рашковски веќе 2 дена молчи. Нема намера да си поднесе оставка како генерален секретар на владата на Република Македонија. Не може да се прикрие непотизмот од работењето на Драги Рашковски, со тоа што и неговата баба, Елена Начевска, се повлече. Мајка на неговата сопруга Вероника Начевска, која беше поставена како председател на Комисијата за жалби, а исто така се повлече и неговиот кум Дејан Костиќ, кој го ангажираше за адвокат на Генералниот секретаријат на владата и покрај тоа што владата има правна служба. Овие лица треба да ги вратат парите кои ги испумпаа по основ на плати и хонорари од буџетот. Време е, Драги Рашковски, да покаже барем малку морал и да си поднесе неотповиклива оставка од функцијата владин представник во Македонски Телеком, кој сам незаконски се назначи и сам си го потпиша своето решение. Не е прашање овде само за морал, незаконски е. Се крши законот и око не им трепнува. Согласно член 18 од Законот за спречување на судирни интереси, Драги Рашковски не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско друштво, јавни предпријатија, агенции, фондови, но и сите други организациони облици со доминантен државен капитал. Што значи дека Законот за спречување судирни интереси не дозволува генералниот секретар на владата Драги Рашковски да биде назначен и за владен представник во собранието на акционери на Телеком. Почитувани, ова е еден од низата случаи каде што уште еднаш се докажува вистинското лице на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Во оваа влада владее корумпираност и владее криминогеност. Но на 15 октомври граѓаните ќе казнат оваа неодговорна и расипничка влада. Социјалдемократскиот сојуз убедливо ќе биде поразен. Ви благодарам.